И колку е реален временскиот период за кој што граѓаните може да ги почувствуваат првите промени кои што ќе се случат овде, а кои што најмногу ги засегаат, нели? Не можеме да кажеме дека градот е во феноменална состојба. Сепак ние го сакаме градот Скопје, па и не можеме да кажеме и погрдни зборови за него. Градот Скопје се наоѓа во една состојба како град во која што му требаат многу подобрувања. Како институција градот Скопје се наоѓа во многу финансиски долгови, но сепак во градот работат луѓе кои што се вредни, чии капацитети долго време не биле искористувани, а имаме можност да ги искористиме. Има добар потенцијал на луѓе во градот кои што собирале идеи, кои што пишувале проекти, кои што работеле, но нивниот потенцијал не бил препознаен. Сметаме дека во институциите на градот Скопје ќе пронајдеме такви луѓе кои што веќе се појавуваат, кои што ќе се вложат во градот. Сепак за да работите за град Скопје треба да сте залюбени во градот, треба да си ја сакате работата. Најголем дел луѓето таму си ја сакаат работата, доаѓаат, носат идеи, работат прекувремено за да се случат промените во градот. Долго време мислат дека имало некоја атмосфера во која што не можеле да дојдат до израз, сега чувствуваат слобода во која што ќе можат да се размавнат со своите идеи и да придонесат кон убавината на градот. Колку